Значи, ние во Македонија повеќе не знаеме каде завршува полицијата, каде почнува мафијата. Кај нас полицијата и мафијата се рака под рака. Значи, не е она што беше порано партиска полиција, се имаме уште полошо. Имаме ситуација каде што полицајците и мафијашите се заедно, седат заедно, се дружат, комуницираат, се договараат. Тоа е ненормална ситуација. Тоа е јадење на ткивото на државата. И на тоа мора да се стави крај. Една од првите работи што СДСМ ќе направи, тоа е реформата во полицијата. Реформата на тајните служби. Воведувањето на полициски омбудсман. Контрола над полицијата. Луѓето мора да се ослободат, тоа е демократска земја. Не може да бидеме под страв дали некој не слуша. Сите сте свесни, кој од вас колку пати кога збориме по телефон ќе каже ајде да не збориме за оваа работа по телефон. Слуша. Значи создадува една параноја кај народ. Создадува еден страх. Стравот мора да го победиме. Студентски гради и тениски терени во Шишево. Тоа е едно село кај што нема канализација. Значи во Паланка може да има карабина, сала, ама во Шишево ќе правиме тениски терени затоа што така лесно се перат пари. Втора работа, срамота е премиер да отвара објект кој не вреди ни 20.000 евра. Се слика и на отварање на селски чешми. Значи, тоа е срамота. Своевремено премиерите на СДСМ, особено Бранко, не се сликаа на отварање на огромни капацитети. Сме мислели дека тоа е нормално да се работи во интерес на државата и да се гради. Се слика човекот и на селска чешма. Македонија е изолирана земја. Ние сме изолирана земја. Че гледате дека инвестиции нема, 60 милиони евра инвестиции има за 6 месеци. Во еден град поголем во соседството имате повеќе инвестиции, значи во Белград, во Софија, во Тирана, да не зборам за Грција, отколку во цела Македонија што има. Значи, за да може да профункционира меѓуграничната соработа, отварањето на граничните премини, Македонија мора да влезе во она семејство кај што припаѓа. Ние имаме ситуација кај што земјите околу нас грабат напред. Гледате што се случува со Србија. Србија е ставена на експресен воз за Брисел. Србија ќе стане лидер на Балкан. Со паметна политика. Земјата која беше во војна, која беше изолирана 10 години, со паметна политика на Тадич и неговите соработници шиба напред. Ние стоиме не во место, се враќаме назад. Народот ни е сиромашен. Дека луѓето одвај скрпуваат крај со крај. Дека немаштијата е на најголеми можни размери. Ние имаме 1/3 од населението кој е под прагот на сиромаштија. Затоа да имаш толку сиромашна земја и екстремни богаташи од друга страна, тоа го нема во развиените западноевропски земји. Го нема ни во Америка. Тоа е за банана државите, за афрички некои земји карактеристика. Ние мора да направиме систем во кој ќе направиме урамнотежување, да сите имаат за нормален живот, а некои нека имаат и повеќе од другите. Ама треба сите да имаат за нормален живот. Тој ги корумпира медиите. 150 милиони евра потрошил за 4 години, пласирал во медиите. Тоа е мизеријата и лицемерието на оваа власт. 150 милиони евра, 10 милиарди денари ги пласирал во медиумите народни пари. Има многу проблеми во Македонија, ама сите тие се многу помали од еден единствен проблем што се вика Никола Груевски. Тоа е основниот проблем. Треба да го смениме него за да можеме да ги решаваме проблеми. Не можеме ние да се потрудиме да ја опаметиме оваа власт. Не можеме да ја опаметиме, овие се забегани. Ние можеме да ги смениме. Јас сакам уште еднаш на крајот да ви се заблагодарам на присуството во името на сите тројца што сме тука. Ни представуваше чест и задоволство да бидеме тука со вас, да се заблагодарам и на претседателот на општинската и да ви посакам. Вие знаете, вие умеете, вие можете заедно со нас да го решите ВМРО тука во Крива Паланка. А можеме да го решиме на избор. Да се прави живи да се видиме.